Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 3, епизода 5. Здраво и добро дојдовте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Ајрис Скреч. Ова до мене е мојот човек Трајче Екейт Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко. Здраво Пандамониум радио екипо, се надевам дека сте добро. Брат, прв пат да не го утнам интрото и можам да заклучам. Неспремно ме фати, онака не ни бев свесен дека почнавме да снимаме. Топ. Можам да заклучам дека ми треба малце поише време да се расонам, да јадам, да пијам поише кафења, да пијам поише вода за да бидам поише интюн со дешавките околу мене и да бидам поспремен за зборење. И тоа ми е малце онака, не малце, поише ми е, тоа ми е најголем сетбек што снимаме рано, бидејќи ми треба долго време да ми трне денот. Да, денес малце сме онака полабави. Си викам ај чекај кафенци едно друго да се јаде нешто, па да се почне со снимање, пошто некако последниве 2 недели се малце онака со поголем интензитет, бидејќи ова е како му доаѓа, ова е трета епизода во овие 2 недели на пример што ја пушнуваме, што ја вадиме. И нормално сега ова е чисто онака да направиме еден рекеп, да збориме за што се дешавало, како сме си прошле, што сме правеле, што сме слушале и што следува, а? Да, брат, се деција многу интересни ствари, следуваат уште поинтересни ствари и имаме доста за зборење и да дајме наша перспектива на стварите што ние ги правиме. Знаеш, збориме за други ствари, за туги ствари на некој начин, за ствари на кои ние присуствуваме или можеби кои јас ги работам од диџејска страна, али нека тубаво да си даеме и онака мал рекепи на стварите што ние ги правиме. Како се осеќаш ти, брат, периодов? Мислам дека не си бил волку активен у, да речеме, музикава или у музичкава сцена. Вака волку длабоко влезено и вака волку активно, проактивно на некој начин како последниве неколку недели. Тоа, мислам дека тоа е правиот збор, проактивен, пошто последниве 2 недели онака ми се преисполнети со тоа што го правиме онака како Пандамониум зазаде и онака и физичка форма, отидовме во поинаков сетап, имавме за прв пат официјално во новото студио гости и некако поише комуникација со луѓе, поише онака допираш за тоа што го збориш, онака да смениш, да искочиме и надвор од нашето, на пример, каде што се знаеме добро, имавме гости исто така на пин, каде што беа си искочивме буквално и од комфорт зона, знаеш, да збориме за работи, да збориме и на јазик кој што и примерно го немаме користено, иако го збориме и двајцата, ама овде за прв пат да видиме како ќе биде се до тоа, да видиме дали ќе можеме воопшто со странски гости да го достигнеме тоа што би сакале, бидејќи не сакаме да го компрометираме нашето знаење со незнаењето на јазик. Ме разбираш, доколку не можеш да се искажеш како што треба, и сватив дека тоа и не ми е толкав проблем, онака не знам дека знам англиски, го користам секојдневно, зборам цел, тоа ми е работа, ама друго е кога збориш за музика, друго е кога збориш за ептено онака малце поспецифични работи и мислам дека беше окей. Ама дефинитивно се чувствувам многу убаво, многу исполнето и мило ми е вака, бидејќи сега се поише и поише онака и си седов да ги спремам и плейлистите онака, да мислам по овие 2-3 недели ја ги спремам чисто да се објават, чисто да се дае шајн, да се направат тука цело време у константна комуникација со Discord екипата, спремаме нови работи, од друга страна константна комуникација со тебе. Пин се случи исто така неделава, бевме таму цело време, муавет со многу луѓе и си нормално, ја не дека сум интроверт, далеко од тоа, ама онака ова беше прва шанса да искочам онака и да збориме конкретно за ова, да не бидам онака Трајче Митев кој што секој не вие, туку онака да бидам ова што го збориме овде ова што го збориме само да биде пренесено у физичкиот свет, каде што онака сериозно има луѓе кои што ќе збориме за тоа, ги интересира што имаме да кажеме, ги интересира да измислиме онака како многу. Еве, да бидам краток, да не го тупам, само ќе кажам дека преубаво се чувствувам и се надам дека вака ќе продолжи до уште извесен период онака ќе идеме. Дека стварно се осеќам дека со многу поголем интензитет го правиме ова и си ја поисполнет се чувствувам онака како стварно ми е многу убаво дека зазема некоја нова друга димензија и многу ми е мило дека после 2 сезони у третава влагаме вака. Искрено ми е мило што се осеќаш така и мило ми е дека конечно ради сите ситуации, ради ковид, ради сите други ствари, можеби немавме толку шанса да бидеме надвор со луѓе или можеби ти да не бидеш толку надвор со луѓе од оваа индустрија, од оваа сцена, и мило ми е дека конечно си го добиваш, си ги добиваш цвекињата кои си ги заслужил со цел
живот слушање музика и со работата на Пандамониум овие 2 сезони и 2-3 години со пишување и се претходно. И фала ви на сите што го поштувате Трајчи и му давате онака уште поише, не се срами сега. Што го поштувате Трајчи, што му давате онака позитивен фидбек за стварите што ги збори, бидејќи знаеме дека он носи таа длабочина во Пандамониум радио, ако јас можеби ја носам таа широчина и таа да речеме по широк спектар на ствари и контакти пред се, но и Трајчи е тука и си го наоѓа својот пат многу природни, многу реално како што и треба да биде, така да big up до сите. Сакам да почнеме, да речеме 2 недели пред ова, кога дојдоа Панчо и Лазе тука. Тоа не беше прво искуство со двајца гости во еден момент. Просторот изгледаше многу добро, баш пополнет како што треба да биде. Ептен, да. Технички мислам дека успеавме солидно да изработиме работата, ни беше мал за страв како ќе изгледа дека више беше темница надвор. Микрофоните беа окей, имав малце поише работа јас тука со тоа, али и тоа понатака ќе го совршиме уште повеќе. Сепак природната и кози атмосфера во дневнава тука е боле некоја да се работи без слушалки, да. Сите во положба како што сакаат и тоа можеби има малце лошата страна е тоа што не звучи можеби кристално чисто и исто во текот на целата епизода, но природната енергија повеќе дава да се направи боле муабет и слично. Како се сеќаш ти додека го спремавме тоа, дека го снимавме тоа и отпосле? Знаеш како малце бев у двоумица на пример за тоа како ќе биде, бидејќи не можеш да претпоставиш, не можеш тоа да го испланираш до самиот крај, бидејќи на кога го правиме и уште кога зборевме уште на самиот почеток дека кога рековме дека сакаме гости да вклучиме во сево ова, не сакавме да биде онака класично интервју, само да поставуваме прашања, едноставно како да спротиставиш мисли, нормално дека ти ќе прашаш работи, ама тие прашања да бидат базирани врз основа на нешто ти што сакаш да го кажеш, па некако да размените енергии. И мислам дека успеавме да го постигнеме тоа, да даеме на еден начин и платформа и шанса да си кажат да тие што дошле овде да кажат тоа што имаат. И да биде место каде што ќе се каже нешто кое што и тие на пример, конкретно е во овој случај Лазар и Панчо, да кажат работи кои што инаку не би имале простор каде да ги кажат. Ме разбираш, не дека сме ние единствените, далеку од тоа, ама мислам дека сме најблиску до тоа, најблиското нешто до каде што Лазе може да го збори тоа што можеби и единствените во моментов. Тоа го зборевме, се надевам дека ќе се појават уште вакви моменти, дека ќе има вакви и подкасти и некои нови форми на медија каде што се поише и поише артисти ќе имаат простор да си ги кажуваат тие работи. Тоа у суштина значи дека ние сакаме да збориме стварно за музика и за тоа што се дешава во позадина и тоа што е суштината на нештата, да не збориме за трачеви, да не збориме за некои небитни работи, некои работи што можеби поише е интересира таа под наводници јавност. Нас не интересира тоа што е во позадина, тоа што е корот на работата и онака, баш сметам дека успеавме после 2 сезони со почетокот на третата да го установиме тоа дека не ни интересираат ги нарачам тие трач муабет или тие глупи муабети ни од Македонија, ни од светот, туку сакаме да се фокусираме баш на музиката, на тоа што е убавото во музиката, на сите добри и лоши страни, сите ствари што ни се свигаат или не ни се свигаат, али пошто да обрнеме внимание на добрите работи, на тоа да го збориме со една нишка на муабет, информативен, али индиректно и совет за некој што не слуша. Да може да го протолкува на начин како за он да го искористи во можеби слична или сосема различна ситуација, ама да го преточи ова што ќе чуе тука таму. И мислам дека таа емисија со Панчо и со Лазе беше полна со джемс, исто така и Pin Special беше полн со такви диаманти, такви джемс кои уз муабетот се спомна. Па би се согласил со тоа. Знаеш зашо? Пошто кој што кажа, многу оддамна веќе не ни следам такви пејџови каде што трачеви такви небитни информации се во фокус и као се поише онака ми интересираат технички аспекти, некои такви титбитс кои што не можеш инаку да ги дознаеш и мислам дека последниве 2 епизоди се продуктот на тоа, дека збориме, но за прв пат имавме 2 пати по двајца гости, така да на подкастот имаше 4 луѓе, 4 ума кои што споделуваат и пак се погоди да сме сите од различен свет, ме разбираш. Во епизодата со Панчо, на пример, вие сте двајца диџеи,
ама Панчо исто така и артист кој што работи 20 години, Лазар е продуцент кој што работи 20 години. Јас сум човек кој што е фан и кој што ужива во музиката и онака добиваш најразлични перспективи и на Pin Music Special добиваш поглед од label owner, од артист кој што е воедно, од човек кој што работи менеджмент и A&R, нешто кое што до сега сме и го немали стрикно работи за тоа, кој што го интересира само техничкиот дел у позадината на музиката, онака све што се дешава. Сите тие онака макотрпни работи кои што веруваш дека во Македонија можеби и се уште не се толку онака знаеш, во поглед, во фокус, но на светската сцена се многу поише одбитни и на крај пак си ти тука и јас сум тука каде што пак има 4 различни енергии и мислам дека тоа е многу добро. Муабетот кој што го направивме, информациите кои што ги добивме, мислам дека се незаменливи и кој што кажам, мислам дека се добри да луѓе на свој начин ги интерпретираат и ги применуваат и во својата музика. И мислам дека направивме добро, мислам дека тоа е и целата поента на Пандамониум радио. Тие имаше таа замисла уште претходната година да го правиме онака, да бидеме цело време да се конектираме со луѓе, да збориме со луѓе и не мора и да бидат професионалци од целата индустрија, туку и обични луѓе, бидејќи секој има да каже своја перспектива, секој има мислење за нешто, некои мислења ги вреднуваме поише од некои, нормално е тоа, во зависност од својот бекграунд, но не ги базираме луѓето врз основа на тоа. Кој што реков, јас сум човек кој што само има слушано многу музика, така да ја доаѓам баш од тој бекграунд. И мислам дека конечно го остваруваме тоа и мислам дека онака идеме кон се поише и поише кон тоа за да и ние на еден начин ова сме ние, ама и да си оставиме стапка дека можеме и све ова. Значи не ни е примерно само да би имаме гости кај нас. Тоа го имаме зборено. Нашата цел беше да установиме на енергија помеѓу мене и тебе, како луѓе кои што може да зборат за овие работи, но заедно и онака понекогаш да се случува да доаѓаат и гости од нашата сфера, па дури и нешто што ние не можеме да чепнеме и да збориме за тоа. И пак да се осети таа иста енергија дека окей, да, ова функционира, ова е добро, ова зборат луѓе за ова и ги поштуваме луѓето за нивните мислења на крајот на денот. Наше е дали ќе се сложиме или ќе нема да се сложиме за нив и да даеме наш тейк на сето тоа. Тоа не е толку битно на крајот на денот, битно е човекот да си го каже своето мислење, па слушателите и гледачите ќе се проценат сами дали се слагаат или не, без разлика дали ние се слагаме. Така и беше, брат. Ја првата епизода, зборам конкретно за епизодата со Панчо и со Лазе. Дарко ме предупреди дека Лазар е таков човек, дека збори стварно, дека има многу работи во него. За да ги каже, има многу работи на ум и онака, тоа сватив дека е многу прецизен во тоа што го збори. Исто. Онака многу е well spoken за тоа што сака да го каже, дека се гледа дека го размислува тоа човекот, не е онака као лайк, не е нешто што сега сум овде па да го кажам, туку едноставно стварно тоа го има у него, дека го мисли, дека многу добро го сроче тоа што сака да го каже, многу едноставно, за кога ќе го каже, свикаше и дабе. Така е. И тоа го сватив. Не знаев уште кога ми го збореше, малце ми беше нејасно, бидејќи што значи тоа. Као, окей, 20 години работиш, ама не мора да значи, има многу луѓе што работат долги години, али као стварно е така, онака као и дури и после тоа за исто и Панчо кажа многу работи кои што си викаш, окей, да, тоа е и дава друга димензија на пример ја Панчо го знам оддамна, али ова беше можеби прв пат. Имаме правено многу пати муабет, ама ова беше прв пат онака да го слушнеш и у друго светло, онака каде што стварно кажува работи кои што инаку не би можел да го чуеш Панчо да ги збориме, разбираш, као стварно збори од каде потекнува, што прави, како прави. Па дури и кога завршивме, отидовме да јадеме и на вечерата муабетот само продолжи онака, не ни прекина, не си викаше окей, као 2 сати збореле овде, ќе прекинат, ќе зборат за глупости, ништо, само продолживме, направиме само уште толку подлабоко влеговме у сето тоа. И тоа е, од технички причини моравме да ја прекинеме епизодата, да ставиме крај на неа, да не ама мислам дека доколку го не бевме така лимитирани, мислам дека ќе тераш уште многу долго, онака не 4 сати кон ништо, Џо Роган стил, онака. Да. И многу ми е мило за тоа дека е така. Многу ми е мило, влечам инспирација, зијам таа енергија и онака ја возвраќам цело време и мислам дека тоа за промена. Значи не би го сакал константно, ќе бидам искрен. Мене ми е убаво и овој момент каде што можеме ја и ти да збориме, ама понекогаш да има онака такви луѓе кои што знаат што зборат и знаат
што сака да кажат, имаат онака clear train of thought, каде што знаат како да го срочат сето тоа. Многу ми е мило и многу ми е убаво дека па посебно дека тие се првите 4 гости што ги имавме и имавме такво искуство со нив, мислам дека тоест имавме 5, извини. Имавме 5. Немавме 4, имавме 5. Ја заборив Нела, се извинувам Нела. Аре добро, ама тоа е као посебни 2 муабети беа, не беа 5 од еднаш. Али да, не беа 5 од еднаш, ама во главном 5 гости кои што сите онака си дадоа си го покажаа својот карактер, она си ја донесоа својата енергија и ние сме тука да ја примаме и да возвратиме на неј. Мислам дека беше супер, одлично искуство. Овие 2 недели ми се ептини исполнети, онака као многу убаво се чувствувам за сето тоа. Чекај да се вратиме пак на Панчи на Лазе муабетот, брат. Има ли нешто што ти остана као хайлайт од целиот тој муабет? Мене лично ми остана муабетот за прогрес, тој го ставивме и на хайлайт на Инстаграм, бидејќи тоа беше говор на Лазо онака од 2-3 минути, на Инстаграм е скратен, кај што многу убаво каже на поента преку ДНК и преку дури и Дрейк, споредба со ДНК, што можеби некој не би можел да го спореди, Така? даде многу добра перспектива за секој артист или не само секој артист, и диџеј и било какој човек што работи било каква работа, дека мора да има прогрес и мора работите да се менуваат и не е лошо да се пробуваат нови ствари, без разлика дали тоа му се свиѓа на некој или не, ако ти искрено веруваш во тоа што сакаш да го направиш. Дефинитивно, мислам помеѓу многута работи и на пример и не само па уствари на крајот на денот се што зборуваше Лазар цело време беше поврзано некако со прогрес. Мене тоа ми се свиѓа дека и целиот муабет што го правевме, иако на пример не беше конкретно таргетиран за зборење за ДНК, пак ја офаќаше некако ДНК, пак ја офаќаше неговата артистичност, Брат, бидејќи неговиот начин на креирање на музика и тоа многу ми се свиѓа дека тој сам се зима себе за пример и онака трга од таму, као тој неговиот пат и мислам дека и правиот, бидејќи стварно има прогресирано и тој кој артист и тој се знае многу добро себе си. И мислам дека тоа е многу битно, за да можеш да кажеш таква работа, за да можеш да срочиш таква мислам дека прво треба ти сам да се знаеш ко човек, ко артист, каква енергија имаш, кои се твоите инспирации и кои се твоите аспирации. И мислам дека он доаѓа од таму и заради тоа толку тоа добро звучи онака и толку добро удара, ама да, дефинитивно ако треба да одберам еден дел, ја бе го избрал истиот и затоа со двајцата се одлучивме онака едногласно, да, тоа ќе биде хајлатот на епизодата. Брат, тоа се случува кога имаш луѓе што работат 20 години една работа, онака искуството не за џабе е најважното нешто што можеш да го стекнеш со долга работа и сите кои се млади, кои имаат 1, 2, 3 години кариера, кога имаат 18-19 години, сите мислат дека тогаш најмногу знаат и дека тогаш светот е нивен. И јас сум бил таков, претпоставам дека и ти си бил таков. Како поминува време, само свегаш колку си бил глуп и колку ништо не си знаел на 18 години. А си мислел дека се знаеш и за многу работи за кои мислиш дека си спремен да ги направиш, не си спремен во тој даден момент, бидејќи треба да помине време за тоа. Треба некои работи да легнат, треба некои работи да ги разбереш вистински, не само да ги чуеш од некој друг, треба некои работи тебе да ти се случат, за да знаеш како да реагираш на нив или од твоја лоша реакција да научиш како треба да реагираш понатака. И тоа е тоа што на пример и ДНК имаат поминато во овие сите 20 години, прво како ДНК како ДНК и второ како Панчо се друго што работи, Андреј се друго што прави и двајцата како луѓе се разбира, сите тоа е лични персонални, не може едното без другото, да. Истото важи за Лазе. Тоа што исто ми остана на мене од Лазе, ја која тоа го знам од претходно е тоа дека уште од многу мал он е многу голем хаслер, он е продуцент што уште од дете постојано секој ден работи многу и него музиката и по наводници работата, тоа му е работа, му е секогаш на првото место, брат. И тој хасл, тоа време поминато, тоа што го збориме цело време, јас и ти 10,000 hours и многу повеќе од тоа, дека не ги изработиш сите тие сати, сите цело тоа време и сите тие искуства што ќе доаѓаат со тие сати работа, ти не си никој ништо реално. Иако можеби мислиш дека си. Се согласувам. Јас сум имал и многу лични искуства каде што онака искуство преовладувало и школо и твое собствено его. Така да се согласувам, затоа посебно на вакво тло кој што е Македонија, каде што музичката сцена и не е на пример светска сцена, ме разбираш, многу мал маркет сме, многу мал пазар, многу е битно да се зимаат и да се референцираат примери од минатото, нешто што било минато, па завршило или нешто што трае 20 години, од се можеш да земеш некоја многу добра поука, макар и да не е блиску до тебе, можеш. И мислам дека
затоа вреди да се повикуваат такви гости, да се има луѓе од најразличен карибар, со најразлично искуство, за бидејќи од секој, како што кажав, секој си носи со себе некоја енергија, и многу е битно таа енергија ние, ко Пандамониум радио, да му даеме платформа да си ја покаже, да дојде да си каже и да со нас заедно да си ги размене енергиите, ме разбираш, да си го каже своето мислење, кој што кажав. Наше е на пример дали ќе го земеме истиот став, дали ќе се сложиме, дали ќе од тоа ќе произлезе некоја друга конверзација која што ќе даде уште тоа. Исто. За епизодата цело време онака се надополнувавме, но и муабетите забегуваа лево и десно, но никогаш не беше толку онака отидено лево или десно за да не можеш да се вратиш назад, онака со две реченици муабетот го враќавме таму каде што е и на крајот на денот тоа се сите тие години онака искуство, тоа е целото тоа, не само слушање музика, туку работење музика и што поише од тоа, брат, мислам дека за први гости беа феноменални и се надевам дека секој што ќе биде поканет овде со истата таа енергија, онака со истото тоа чувство, мислам истото чувство што го имав од кога завршивме, мислам би сакал истото тоа чувство да го чувствувам секој пат кога ќе имаме гостин, кога ќе заврши емисијата. Да, и за мене е најбитно гостинот да е слободен и да се и каже работите кои што сега да се и каже. Во една средина каде што може да чуеме се, да не е само хейт и да не е некој трач или безврска муабет, така? Апсолутно. Не има простор за хейт. Не има простор за хейт. Ако е нешто негативно, е критика, ме разбираш? Не секогаш. Зависи како е кажано. Зависи како е кажано, ама на крајот на денот тоа е. Не сме овде да хейтаме, овде сме да критикуваме, да збориме за работи, не секогаш ќе се согласиме со нив, и заради тоа ќе гледаме да го направиме на начин да биде критички кажано, да не биде хейтерски кажано, бидејќи не верувам у хейт, не верувам у такви злонамерни работи, кажани само колку да навредат некого. Не сум таков човек, никогаш не би бил. И нема нешто што ќе ме смени да бидам таков. Секогаш сум објективен, секогаш гледам да бидам најотворен што можам и нормално оставам на луѓе да го интерпретираат како тие сакаат да го интерпретираат на крајот на денот. Така да јас знам што репрезентирам, јас знам што верувам и мислам дека тоа сакам да го пренесам и овде и со било кого да е лево од мене, десно од тебе, се ме разбираш, тука сме за тоа. Тоа е тоа. Да се пребациме на Пин. Зборевме за Пин, погледнете епизодата со Панчо со Лазе кај нас на YouTube, погледнете го спешалот од страна на Пандамониум радио во живо од Пин Music Conference во МГЦ. Таму спомна на кратко, не треба да влагаме пак на панелите, таму направивме рекеп на некои панели кои ги слушавме и дававме наш коментар за истите. Како си помина ти целото искуство, ајде сега на страна, ние спешалот го водевме во петок попладне и саботата бевме таму, останавме вечерта многу касно таму, се продолжи муабетот. Дај ни надоврзи се на тоа што го зборевме на спешалот, како си помина ти на првата музичка конференција која ја посети во животот. Пак ќе кажам. Прво и првенствено, нема место друго каде што би ги сретнал тие луѓе. Второ, за нетворкинг и за конектинг сите се дојдени со таа цел. Значи, најлесно е да се поврзаш со некого на било каква основа. Шараут до нашиот човек Константин, кој што онака ги извади прекрасни слики од нашиот настаник и нас спаси на еден начин за да имаме што да постираме и на нашите соушал заради тоа. Господинот дојде онака чисто само да види што правиме ние, Дарко му отвори муабет, како си, што правиш, од каде си, почнавме на англиски да збориме, свативме дека е од Русија, дека сега е преселен заради целата ситуација, дека е дојден во Србија и дека е во Белград базиран, дека ова му е прво доаѓање во Македонија, чисто и тој да види како е све, дека му се свиѓа целиот простор. Дојде чисто да провери, остана заради енергијата, сликна неколку слики, остана до крај и после тоа се замена за на крај утре дента пак да се видиме со него, да се видиме и на тойлет шоуто, кој што при тоа го свирија едни негови другари и пријатели кои што заедно живеат исто така во Белград, кои што се базирани и тие се исто од Русија. Олигарх. За на крај после 3 саата бајле да се најдеме пред афтерот, онака пред кујната во МКЦ ресторанот кој што беше secret stage-от и да правиме муабет пијана работа до 3 саата бајле, онака 3,5 и да не прекинеме за најразлични теми, да успееме и нив да ги поврзаме со луѓе, да ги референцираме со луѓе кои што ние онака ги знаеме од нашите краеви, шарауту глуми. И мислам дека тоа е целото онака како
муабетот не прекина онака, само идеш, па дури и луѓе, не ни зборам за само артисти кои што се таму онака, као успеавме да ги видиме Верка, успеавме да ги ја накратко да ги чуеме и топ куѓата, таму се видам со други луѓе кои што ги знам, ги немам видено многу одамна онака, као најразличен спој на луѓе, од металци до рапери, до луѓе кои што слушаат поп музика, инструментална музика. Сите беа таму. Луѓе што работат во музичкиот бизнис, исто така, куќери, промотери, целата екипа на МК, целата екипа на Пасфорд, Авалон и така натака. И као шаршатевме таму, значи исто. Сватив дека тоа е единствениот момент кога можеш да онака таков melting pot на луѓе кои што на било каков начин допираат во музиката, на најразличен начин и не само хип-хоп, туку и од секој жанр. И мислам дека беше многу добро. Останавме уште онака и утре дента зборевме, Арис не беше таму бидејќи морал да замине во Албанија, се врати назад, Алек остана уште тој ден и со него продолжи муабетот. Алек ни беше гостин на самиот пин конференц спешал што го правевме. И мислам дека all in all онака преубаво си поминав, многу сум исполнет и велам таа енергија онака ме храни мене. Многу ми значи тоа. Многу ми убаво дека е тоа и затоа ти викам, би сакал тоа да продолжи, знам дека не може константно, ама онака тоа такви моменти да имаме на почесто да се, неколку моменти да се низ цела сезона би бил онака преисполнет. На крајот на денот Верка ги чувме, тоа ми беше еден од хајлајтите. Имаше еден бенд од Франција, не се сеќавам на името, кој што исто така беше многу добар. Дарко го препорача, рече мора да идеме таму, нешто свираат као реѓе, некоја фузија. Отидовме таму и таму преубаво си поминавме. И мислам дека all in all беше одлично искуство, кој за прв пат феноменално. Мене Верка ми беа чудни, брат, не сум навикнат на таква музика и не можам да кажам дека ми се свигаше тоа што го видов и слушнав. Многу е чудно за мене, многу е далечно од мене. И од мене е еден албум, знам. Тебе можеби енергијата те... Енергијата, ама не, ја имам слушано од Верка албуми, мислам, албуми, го имам слушано моторни песни, тоа има од 2010, не знам дали е втори или трет, ама кога уште кога почна, уште кога се качев горе, најавија дека ќе свират само песни од првиот албум и си реков, окей, го немам слушано овој, ја стварно сакав да ја чујам Герданот, не се деси тоа, останавме, пиевме по едно пиво таму и после стварно имаше премногу гужва. Мислам дека најполна беше салата, они кога беа онака, како мислам дека тоа е добро. Тоа е добро дека стварно мислам и знам колку се големи, знам дека имаат многу голем фолоуинг, знам дека многу ги сагаат, дека имаат огромна фан база и дека се стварно се сметаат за едни од култните прог метал бендови или не знам, појма немам, поправете, ама ако не дали се хеви прог, појма немам, не сум добро верзиран во тоа. Лаик сум за таква музика, но како и да е, знам дека се култни, знам дека значат за нешто големо во Македонија, доаѓаат од Источна Македонија и репрезентираат тоа што го репрезентираат и тие се 20 плюс години на сценава, како онака како првиот албум, мислам дека изваден исто 2001 така нешто. Така да добар спој на сите работи, многу артисти од најразлични жанрови и држави и пак ќе кажам, следна година таму сум, најдете ме онака како сигурно ќе бидеме дел од, мислам, сигурно ќе не дека ќе настапуваме, ама учествуваме дека ќе учествуваме онака како не мора како делегати, али општо и ко луѓе кои што сакаат пак да бидат таму, сигурно ќе ме најдете таму следна година. Дај кажи ни како спомена на Олигарх во тойлет шоуто. Тоа беше во тоалетите на МКЦ. Тоа беше многу смешно, онака ми се моча, се мислам дали да влезам, гледам дека има премногу луѓе, у тој момент Дарко вика ајде идеме да видиме. И само слушаме некои трап елементи почнаа да се јавуваат онака Лунис нешто 2012-13 моменти. И Дарко вака ме гледа, фрламе еден чуден поглед ми ги себе, брат, вика мајки идеме, го натеравме и Панчо да дое со нас. Застанавме на скалите и многу добро беше. Многу имаше некои такви религиозни нивни етно елементи. Ама музиката потсеќа на пример, иако малце похарт, ама ме потсеќа на тоа што го имам слушано и глуми на пример што настапува во живо и многу ми се свијаше и останавме за отидов за мочење и останав за шоуто. Да, многу интересно како прво концептот на тойлет шоу во МКЦ е многу добар и многу уникатен. Само за Пин Music Conference се случува такво нешто таму. Едните вецини од МКЦ знаат има тука еден мал простор како една мала биничка за некој за еден бенд и некој 30-50 луѓе максимум застанати на скалите и внатре. Така. И многу интересно и мене тоа го зборевме со Олигарх, иако они се навикнати да настапуваат на поголеми стејџеви со големи лед екрани позади нив бидејќи имаат аудиовизуелно лайв шоу. Ја мислам дека за Пин многу добро одговараше тој сетинг бидејќи ја дае таа андерграунд нишка и беше верувам дека и за нив беше многу различно искуство. Сигурно. Иако они можеби имаа измешани чувства за истото,
кога зборевме после тоа, али као на друго место можеби немаше да ги осетам така, пример во Dancing салата горе во МКЦ немаше да го има тој ефект бидејќи таа па можеби е преголема за такво нешто од нив. Така. Многу интересна музика, не привлече тој трап елемент на почетокот, значи имаше некои руски традиционални мелодии со трап бит, се тоа свирено во живо. Беше многу интересно, значи Олигарх се најверојатно дуо, еден човек ја прави музиката, кога настапуваат во живо, еден човек е заложен малце за пеење и за водење на визуелните ефекти во живо исто така, најверојатно се тоа спремени визуали или он ги контролира во живо. И беше супер. Ме привлече трап елементот, али после тоа малце ми избега подалеку од тоа што јас сакав да го слушам таму, што разговаравме после тоа, нив основата име всушност користење на тие традиционални руски семплови, некогаш религиозни, и флипнување и ставање на, да речеме, некои парти, некои басести, ритм секции под нив, што, например, го разбирам, ама, например, мене повеќе ми се свија кога е тоа во трап, со трап елементи, кога отиде во некои други стилови, кога некои малце побрзо, нешто hardstyle влезе, да. Пак тоа беше тој многу далечно од мене. али као дабл е, онака као 144-ки, 150-ки, каде што онака бум 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 и малце е поинаку него ли тоа што на почетокот беше. Види, мене ритмот ми е основата на се. Мене ритмот као прво не сакаме да ги делиме музиките по жанрови и слично, али ритмот е тоа што јас прво го слушам и свесно или подсвесно ја става музиката во некој кош. Така. Кога ќе слушам тоа е више многу далечно за мене. Да. Не сум ја некој фан на такви забрзани дупли од тоа што знаеме, значи ако знаете зашо збориме hardstyle некаде тој BPM од 144 па нагоре, трапот е на пример луѓето слушаат брзо текно. 70-ки на пример, тоа е дупло него ли тоа онака има дупло поише ритам секции него ли што сме навикнати ние. И на почетокот беше такво празно, мелодично. Да. Тоа не привлече и после тоа стана се побрзо, али разбирам од некаде и тоа има и некаква прогресија, имаше смисла, се поише онака побрзо и станува и визуализациите кои што ги прикажува на малиот екран кој што го има, на малиот скрин. Мислам тоа проектираа на зид бидејќи стварно беше makeshift и мислам дека тој елемент можеби нив ги фати off guard, али на пример добро и у тој момент да се снајдеш онака do what you gotta do, има и работи со тоа што имаш и онака да изведеш најдоброто. И мислам дека луѓето многу добро си пројдоа, онака енергијата стварно и за тие што беа онака, не дека луѓето беа во голем број, ама беше пект онака како. Да. Јас се препротив бидејќи и јак не имав на мене, јас соблегов двај луѓе пробуваат да сликнаат, да фатат и од визуализација, од музика, има луѓе што играат, има луѓе само што стојат и посматраат. Многу беше добро. Мене ми се свиѓа концептот на Toilet Show. Онака дента претходно имаше панк бенд што свиреше таму, ние не бевме, не учествувавме, али исто така луѓе си замисли сега бенд од тројца, четворица со тапан со бубњеви внатре, брат. Како се слуша тоа како прво? Како звучи? Кој знае, таму фонија се дешава од секаде мава. Така да all in all и настапите и начинот на кој што беше све средено, а малце беше хаотично, цело време луѓе движат хаотично, у смисла енергијата е таква на луѓето кои што го посетуваат, искачаат надвор на цигара, лек мене брат. Седевме внатре, пиевме пиешка, ми вика ајде на цигари, кидеме вика цигара, вика да испушам некоја, искачам надвор, ондо мислам да надвора на цигар, останавме 40 минути, дојде Дарко не собе, ајде вика да сидеме, вика ти дојде надвора не собра, не се ни качевме горе назад, ние не се ни вративме, останавме 30 кусуру минути и муабет правевме за све. Така да мислам дека таа енергијата која што ја носи на моменти има поише луѓе надвор него ли внатре, па наеднаш сите влагаат внатре, цело време движат луѓе низ скали. Тоа е есенцијата на МКЦ, посебно на вакви настапи каде што имаш multiple stages, онака многу е сконцентрирано, не треба да пешачиш кој знае што, свети е на 4-5 чекори на две скалила онака што се вика и тоа е најдоброто. Тоа е магијата на МКЦ, тоа е магијата на Pink Conference и слично така сум се осеќал кога сум бил и на Земјотрес, што да речеме нека македонска верзија на Showcase фестивал и што е одличен фестивал да се посети, најчесто се случува првиот викенд од февруари. Здраве кога ќе имаме поише инфо за тоа, може да го испромовираме тука. А кога сме више кај ова дружење навечер, излагање, ме дружеше последниве два викенди исто така. Последниве два викенди ја и Дарко. Некако не само како Пандамониум радио, туку како Дарко Андонов и Трајче Митев искочени у поход, онака не прекинаа овие два викенди. И беше топ, мислам, овие две, затоа ти викам, тоа сето ми дава онака таква исполнетост, бидејќи
дружиме цело време, комуницираме онака, ама не толку често се, на пример, и се гледаме, ама окей, ќе се видиме устанеца, ќе се видиме овде, дур снимаме епизода, ќе се видиме, ќе пиеме нешто, ќе јадеме. Али ова беше ептено онака, како шо приш петок, или искаш. Беше устаница пред Бевме устаница. 2 недели? Бевме устаница, топ си поминавме, преово беше, онака правев пауза, 3 недели ме немаш устаница. И викам Дарко, морам да дојдам и се доаѓа. Отидовме, преово си поминавме. Со Дали нешто си имаше Дарко сменато? пушти ја таа песна у 4 саат вајле пија на работа исто. Ама ми се свиѓаше. Дали беше нешто поразлично од претходните пати? Од првите? Клозингот ми се свиеше. Клозингот ми се свиеше, малце беше поинаков. Бидејќи наеднаш онака ја спушти топката и после беше free for all онака како тоа што мислам и така и треба да биде. Малце ме потсети на тие на епи онака едно време. Само беше пак си го имаше свој шмек онака како Различно е. Да Кру се пушти Diamonds Dancing онака у 4 саат бај му викам Дарко Diamonds Dancing пушти, те молам. Само вака ме погледна, свати може. Четвртокот беше топ, од тоа петокот онака уште не држеше. Што ќе правиш вечер? Не знам. Ќе искачам едно друго, требаше ја уште работев дома, петок до 12 работам. И Дарко ми пише у 7 саат ми вика: "Абе седнавме овде и овде, со добри луѓе сум, дојди." Одма станав од компјутер, едва и онака како викам ајде. Отидовме некое пиво и сноубол ефект од 1-2, па се спушти, бевме у Woodstock, пиевме доле пијачка. На Woodstock беше роден ден, онака, ајде доле пијачка, па од пиво сратевме на виски, каде, продолживме у други, на крај завршивме у Кугу 11, завршивме у локал. Да. Отидовме у локал 45, таму беше Алекс Ултиров, пушташе музика. За на крај у 11 сипал хајджек да му направиме на опремата, кој најголеми идиоти. Ај што е ова? Денонки, може да се пушта од Tidal, е топ. Дарко и вака се гледаме, Дарко почна да си игра овде со опремата. И на крај завршивме, што да пуштам и сите фрламе добацки онака, ај пушти го ова, ај пушти го она. За на крај исто така и таму добар клоузинг да си даеме. Го малтретирам Дарко последниве 3-4 недели за се поише да влага у такви некои води. Какви води? У електронски води, ама рап електронски води. Онака тој вајб. Honestly Nevermind Drake. За бидејќи тоа е најблиску што онака електронско, што најблиску до нас и го малтретирам последниве 3 недели тоа да го пушта и онака влеговме Tidal, срчаме. Ама и луѓето што ме знаат подлого пред си другари, што ми се другари цел живот, и луѓето што доаѓаат полого време на журки, посебно некои такви домашни настани или такви локал 45 журки, знаат дека ја сакам таа музика, пред се хаус музиката, техното не толку. Хаус, тех хаус слушам, одам по фестивали, одам по журки, одам на Ибица, одам сегде кај што има добри настани од тој калибар и не сум спремен за пуштање на таа музика, бидејќи ја немам во компјутер, али песните ги знам. Посебно тие некои хаус класици од 90-тите, од 2000-тите ги знам и имам пуштани со Алекс Ултиров неколку пати. Затоа и он кога дојавме таму знае дека можам да ставам нешто интересно и прво почнавме, он ставаше песни, па ја му кажав кои песни да ми ги најде, дека знаеме дека хаус музика има многу верзии од истите песни или со истите семплови. Например, со семплот што ги има на Passion Fruit. Добро. Кој е од Moody Man, Алек имаше скроз друга верзија од тој семпл, кој ствари семпл од зборење на DJ од Moody Man на некој лайв настап и е легендарен хаус семпл. Оној hold on. Така да има тука позадина зашто е тоа така. Тоа не е од Drake или од Nevermind, него тоа е од многу поодамна. А посебно нова музика што излага, ти си голем фан на Кейт Ренада, голем фан на други такви по-фанки, ап-темпо ствари. Gold Link, Chanel Tre, Cakes the Killer. Има многу такви веќе примери од хип-хоп музиката. Јас сум поишил оваа друга што е поише хаус, тех хаус, дип хаус музика, као на пример Purple Rain ремиксот од Mouse T. Има таму музика која и нас у друштво ни е као више легендарна, онака што не потсеќа на некои класици. Добри моменти од минатото и добри дешавки и тоа беше многу интересно дека као мене ми е јако дека и на Трајче му станува интересен тој хаус момент, јако му требаше малце време да му легне можеби во хаусов на Дрейк. Али еве го после пола година, после летово стигна некако и интересно од време на време така да се смени. И на страна од тоа што пуштавме заедно со Алек хаус на крајот, следниот викенд во Локал 45 јас пуштав музика.
И таму пуштавме малце хаус на крај. Мораше. Тоа хаус кога се каже тоа е хауси, тоа се ап темпо ствари што нешто тоа е афро, пуштив и нешто ама пијано. По 2-3 песни се тоа, ама као има една голема убава целина на музика во сличниот BPM, која можеби поише потсеќа на електронска музика отколку на хип-хоп музика, али има многу хип-хоп елементи или корења од хип-хоп или афро. Брат, сега тоа е интересно. Сега те отидовме, пушташе латино, пушташе афробит, пушташе ама пијано. Отидовме на кај хаус музика, отидовме и Drake хаус стварите, значи збориме за Get It Together, збориме за Passion Fruit, збориме за Tex Go Green, збориме за све тоа што има такво извадено и претходно и сега на пример што е моментално кај него, така да се пушта 2000-ти R&B, све. 2010-ти Mr. Worldwide. Over Drake, early Drake све ствари, значи онак имаше од сепо нешто, се за Кейв, многу добра екипа, многу ми направи Кейв и најдобрите другари што ми се од деца најдобри другари кои се више малце постари не доаѓаат толку често на журки на настани, сите беа таму. И онака и ги знаев 30 луѓе околу мене лично што сакаат да слушнат. Да, и тоа апла онака стварно се сите околу тебе, пошто ако сте биле некогаш во локал, знаете дека диџејот каде е позициониран и онака луѓе околу се фрлаат пијачки, се фрлаат шотови, се фрлаат тебе и као не ти не интересира кој има околу тебе, ништо, онака тука е екипа да секој со секој се здружува и секој со секој игра и секој со секој комуницира и тоа е најубавото, брат. Според мене од излагање у град. После тоа продолживме во станица, имаше хаус музика, беше добро, продолживме со сличен вајб, значи добра транзиција направивме од Пин до станица и после тоа саботата се вративме пак на Пин да се вратиме малку тој мут, така да имавме два многу интересни викенди и со работа, и со излагање, и со дружење, и со работа на Пантамониум радио, што мене искрено ми е многу мило, брат. Исто, дефинитивно тоа. Мислам дека работи кои што не се дешаваат толку често, ама се битни онака, како важни се, ме разбираш дека не е секојдневно мене да ми видиш во такво светло, а сноубол ефект онака како доаѓаме таму пијачка, пиеме, почнуваме од чиста заинтересираност, абе што е можноста на опремава што има. Да. Чекај да ја видиме, може од Tidal да се пушта, што значи тоа? Ајде да видиме кои песни ги има на Tidal, па тука муавет збориме со Даме кои песни ги имало на Tidal, кои ги немало, па бараме, па пуштаме други. И се до тоа си се префрла онака у следното нешто. И плюс за следна недела ти да пушташ у локал онака. Знаевме што следува, онака го гледам вака у кола се вози Дарко, викам како мораш да пушташ тоа. Брат, ама немам доволно песни, брат, ова ми треба дома да го увежбам. Нема, како боле место од локал за пробуење на такви работи немам. Треба да ги имам песните, тоа е проблемот. Не, поред, тоа е све имаше онака. Free MP3, free YouTube to mp3.com, све тоа имаше, кој што треба, ти текна онака како импровизации, мене тоа ми се исто и тоа многу ми се свиѓа, дека има моменти кога секогаш е сериозно сватено тоа, значи настап кон настап, тебе ти диџеј сет ти мораш да бидеш онака како што треба, али има моменти каде што можеш да си дозволиш тоа ниво на импровизација, да си дозволиш поголем број на requests за песни и тоа најчесто доаѓаат од блиски луѓе кои што онака таква беше енергијата, брат. Мислам, ја на пример и со тие луѓе кои што ги спомнат твоите другари, ја имам искачано порано, значи ги знам и од поодамна, ама се нема десено пак да се видам со нив, ги имам видено, али се немам и издружено со нив. Тоа е, брат. Дарко пушти ова, Дарко ќе ја пушти ова и таа ја пушта тоа и него му е кејев да го направи тоа. И тоа се дешава на вакви моменти каде што и публиката е помала и онака е по-хоуми стил, по-домашно е, поише за кејф кој што викаш, него ли на пример за поголема, тоа не би можело да се деси во станица. Не, никако. Бидејќи е посериозен стејдж, тоа е резиденција која што мора да одржува и ниво на професионалност која што и ти самиот сакаш да ја има нормално, ама нормално ако е приватна журка, ако е вакво нешто можеш да си го дозволиш и на крајот на денот пак си да си поминува. Има моменти кога на пример го сакам тоа устанеца што го пушташ и на пример таа професионалност која што ја одржуваш онака со унапред испланиран, мислам не унапред испланиран сет, ама унапред испланирана енергија која што нешто сакаш да постигнеш. Се знае, полот сетот се знае секако дека мора да помине таму. Фер. Муабетот ми е ти сакаш некаква енергија
Овде, брате, Snoop, чекај да видиме кај ќе Точно. однесе вечерва, ме разбираш? И тие две паралели, тие две спротивности многу ми се свиѓаат. Ама и тоа е разликата во пуштање, јас не можам да го пуштам истиот сет што го пуштам во станица, да го Нормално. пуштам во Галактик Нормално. кафе во Радовиш или во Апсолутно. Локал 45. Апсолутно. Тоа се тотално- Секој си носи своја енергија, да, и тоа е најбитно. И затоа тие сите моменти онака различности ми се свиѓаат, ме разбираш дека успеав овде да слушнам ова, овде ќе слушнам ова. И тоа е. Може би ова, сега во Локал што се деси, например, претходниве 2 викенди, може би ќе транзиционира да и тебе да ти даде потик да поише да го спремаш онака, да го усовршиш, па да се најде место каде што и тоа би се пуштало и би било прифатено. Така да такви моменти се добри, тоа го прави да биде интересно. И мислам дека да, овие 2 недели, не знам колку време веќе збориме, али добар, одличен рекеп, мислам дека направивме многу добро. Поминавме и се надевам на уште толку поише такви вакви недели исполнети. Исто, неделата ми заврши завчера во недела. Ми заврши со онака една баш неделна атмосфера. Иако имавме работа да го завршиме подкастот, да се аплодираат ствари, да се спремат други ствари за објавување за оваа недела. Али онака и мене хајлайт на таа цела неделна атмосфера ми беше новата Weekly селекција која тија направи и која беше баш неделна, беше погодена скроз за денот кој го имавме завчера. Кажи нешто повеќе за Weekly селекцијата, бидејќи уште кога ми прати Currency песна од пред 10 години која се наоѓа на некој микстейп со тие джез елементи, тие некои труби такви. Викам, леле брат, ова многу одговара на денов и после ја спремивте цела плейлиста. Ја онака ја пуштив и баш онака имам однесено патување саат и пол колку трае. Нерала 6 попладне, тоа свири у позадина, топ. Цитирај, па да. Мислам дека вака, прво 2 недели не немаше со тоа, бидејќи имавме гостини, немаше толку многу нови релиси, си реков окей, ќе го оставиме Honestly Nevermind и претходната селекција, бидејќи се уште беше онака, се уште беше тековна. Не однесе Nevermind, него Her Loss. Извини, Her Loss. Се уште беше тековна и си реков окей, ќе се соберат, немаше толку многу релисес. Знаев дека следната недела ќе искочат и некои други работи, си реков окей, ќе ја оставиме за следна недела. И оваа недела беше курирана од мене, онака поише онака тоа ја што го слушам, ама инспирирана од целите 2 недели, онака све тоа што се дешаваше, тој целиот вајб, таа цела енергија. И си викам окей, време е да се поусне. Исто така го пуштивме и рулетот кој што е базиран од нашиот Discord канал, и тој беше онака малци има чудни моменти, ама ми се свијаат. За Weekly Selection, брат, тоа е плейлиста, мислам дека има некаде околу 30 траки, не знам искрено колку, али некаде околу саат и 20, саат и 30 минути е. Таман, кој што кажа Дарко, го наместив во неделата, го пуштив и друго спремав, онака му пуштав траки и таа се погоди баш една. Песна која што ме потикна да го чујам тој микстейп, бидејќи Currency, нормално кој што е Currency, вади албум секој 2 недели, го извади новиот микстейп, кој што е продолжение на тој првиот. И викам, чекај да проверам дали го има првиот, сватив дека го нема на Spotify. И го пуштам на YouTube, онака слушам најразлични продукции, брат, од Thelonious Monk до Cooking Soul, до Action Bronson, до Fabulous Features, брат, уште у 2014. И сваќам дека колку е добро. И викам, чекај вториот да го пуштам вториот и многу добра транзиција направи кон вториот. И е феноменален. Микстейпот се вика Drive-In Theater Part 2 од Currency, кој што излезе буквално пред 3 дена. И викам, окей, од овде се навратив и на Stovetap, песната која што ја збори Дарко, продуцирана од Cooking Soul, и ептено онака за недела, за попладне, за нешто бавно дома да си и пуштав машини, перев, чистев низ дома, си средоев стан, си средоев соба. Се спремам за цела недела онака за ствари кои што тек сега следуваат и си викам, окей, моите беа дома, мајка ми ручек нешто прави, ја дома музика спремам, курирам плейлисти. Неделно кој што треба онака, топ. И ама ќе почнам прво од новите изданија, Down in Atlanta, нешто кое што и овде го зборев и го зборевме и со Лазар, дека една од ретките песни кои што чекал да искочи заради битот. И морам да кажам дека можеби битот е единственото нешто кое што ми онака остана, бидејќи стварно е фанки, стварно е груви, го има тој signature Pharrell звук. Таков малце убрзан, ме потсеќа на Kid Cudi стварите кои што имаше продукција од Demon Slayer. Ама не ми остана онака нешто. А истовремено мелодиите се поише Тревис Скот, стил помрачни. Да, добар микс на Тревис и на Фарел би рекол, кога ги има и тие двата нивни signature sounds, али
сваќам некако ја чув 3-4 пати онака искрено не ни знаев каде да ја ставам. Имам 40 плейлисти онака што ми се паблик на Spotify, не знаев каде да ја наместам. Не припаѓа нигде. Не припаѓа никаде и ќе видиме кај ќе цели ова, дали е сингл од Utopia, дали е сингл на Фарел нешто што спрема, не знам искрено, не знам дали е one off. Така да ќе видам Do It Right, Don Toliver исто така добар сингл, нов. Не знам каде припаѓа, не знам дали следува нов албум. Ама ми се свиѓа. Јас имам сличен впечаток за двете песни, некако ми се многу едноставни Се и многу едноставни. брзо ми досадија. Да. Дека поише се ко one-offs, онака ко freebies. Директно е онака како немам што да ги правам, не припаѓа никаде песна, ќе ја извадам чисто да луѓето да домијат нов тест, да се подсетат дека Don Toliver се уште постои, дека Фарел и Травис Скот имаат соработка. Тоа ми е поише онака како Мене малце многу- да освежи онака чисто луѓе ремайндер да им биде, ме Многу разбираш? посвежа го осетив Дон Толивер на гостување кај Wizkid у некое поинакво издание Апсолутно. за него. Поише ми останува тоа него Do It Right, која е можеби уште една песна, можеби leftover од претходниот албум. Појма нема. Се согласувам. Следно, Cash Page извади нов албум. Има Cash Page артист кој што онака R&B артист и имам зборено. Годинава добивме доста добри R&B изданија и ова е едно од подобрите. Многу добра продукција, потрадиционално би рекол онака као го има тој модерен R&B звук, али е бавен, таков длабок. Љубов е најчестата тема и ми се свиѓа. Овде се последните две песни од албумот, ако не се лажам, Girlfriend и You See It, го има Black на албумот, го има Lil TJ, ако не се лажам. Така да има добри елементи и морав да ја додадам и нејзината песна Love Songs, која што е најголемата. И на пример таа зборевме на Pin Music, на Special зборевме за тоа за placements на плейлисти и Cash Page е еден од артистите кои што го има тоа, дека Love Songs има преку 200 и кусур милиони онака Spotify streams и се најден многу големи плейлисти. Многу е позната, стварно е позната песна, стварно стана хит неизин онака. А уствари е бонус трака на албумот од нигде никаде, само на неколку плейлисти дека се појави, не знам точно каде, мислам дека од 2019. Али на пример другиве песни го немаат тој удар онака, многу се Немаат ни приближно. ни приближно онака со бројки. Така да како и да е многу добра песна, али ете, тоа е, не мора да значи дека една песна ако залепи ќе залепат и сите, но Cash Page си е тоа што е, стварно добар артист, мене ми се свиѓа многу добар вокал. Посебно за женски, бидејќи се наоѓам се почесто да слушам R&B од машки онака, бидејќи не знам зошто поише ме вози тоа, поише таа енергија. Може те топира, брат, нормално. Да, и ретки се женските артисти кои барем од новите, кои што онака ми прават добро R&B. Следно онака е сосема она спортивното Дейвист извади нов God Mode се вика новиот, тоест не, како се викаш, извини? Сега ќе проверам, ќе ви кажам, Book of David се вика, извинете. Знам дека беше некоја библиска референца. Book of David се вика, Дейвист од негов микстейп кој што е во соработка со Buddha and Grants. Не ги знаев, тие се двајца дуо продуценти од Њујорк кои што прават многу традиционален Њујорк звук и имаат доста пласмани на Њујорк сцената и нормално целото е хостирано од DJ Drama и ова е прав DJ Drama, не е Gangsta Grills микстейп, али е прав хостиран од она цело време има транзиции измеѓу, има негови интерлуд, цело време збори, дури го прекинува Дейвис, онака му се става усред вакво кога Ептен Дейвис хајпа, значи му се става пик онака DJ Drama микстейп. Ми се свиѓаше енергијата, не ми се целиот албум не ми се свиѓа онака, стварно има некои моменти кои што паѓа ниско, не ми ја вози добро, али DJ Drama моментот онака е најистакнат овде во последни години, во последните релизи DJ Drama некако највише има презенс на овој микстейп, дека е микстейп онака кој што го знаеме ние од времето и овде морав да ја ставам и Me and Mines, тоа е исто така еден микстейп кој што е пак хостиран од DJ Club, бидејќи Дейвис е таков артист кој што исто така вади доста музика. Во последниве 3 години има извадено преку 6-7 проекти, ама на пример не се сите такви албуми, туку се микстейпови кои што бидејќи стварно има многу музика и ја дава на диџеи да ја хостираат. Исто така. Овој микстейп мора да се чуе. Me and Mine е многу добра песна која што има онака малце е концептуална трака и е хостирана од DJ Club со феноменален бит. За од овде да се префрлиме веќе на малце поинакви ствари, кои што реков Currency, Drive-In Theater Part 2,
Овде е стаена Нафис Смолс, бидејќи овде им некако беше сродна со вакво, шараут у Ведран, кој што не е нормален за бидејќи исто така меѓу целиве дружби у последниве 2 недели влагам кај него у кола, требаше да идеме кај другар, ќе седиме, ќе задружиме, онака у 2 сата са бајле, се враќаме на кај дома, пали кола и ова е првата песна која што се пушта онака као не ни одбрат, и текна само стисна плей, не знам што направи господинов и се пушта песна и викам која е оваа песна, викам брат. И ми вика Нафис Смолс All Weekend, брат. Свртевме да ме однеса до дома 2 пати ја вртевме, преуа енергија и продолжив да ја слушам цела недела. Забаля да ми ја кажа на мене кога те собрав. Да, и му викам Дарко, викам брат, ти е ненормален. Ова викам се дешава, викам и као и најчесто ги има тие моменти, као Ведран е таков човек кој што има многу специфичен вкус за музика и као влагаш кај него у кола и само пушта музика и не може да не ти се свиѓа, брат. Најчесто е као UK, али без разлика дали ја знам или не ја знам песна, најчесто не ги знам, ама Ведран кога ќе ми пушти нешто, ја да ја чув сам All Weekend, нема да ја осетиш така. Немаше да ја осетам ако Ведран, ако не ми е пуштена или од тебе или од Ведран поиш. И ти го имаш тој момент, али Ведран поише, Ведран само тоа слуша, брат. Као ја ако мене ме праша некој, Ведран ја не би знал што се слуша, али човеков слуша генерално UK ствари, али слушам многу карактеристични работи. И као All Weekend ми беше онака као вау, викам, окей, знам дека го имаме зборено дури албумов претходната сезона, али никад не ми останала песна за сега, година дена подоцна, онака како да ја вратам, да ја една недела да не прекинам. И овде веќе е таа моја селекција која што тоа што мене ми се најде на тој weekly release radar, тоа што преслушав, ќе ги спомнам многу на кратко да не додолжам. Ова ќе го спомнам, еден албум кој што искочи во соработка со Майк, Wiki и Alchemist. Ова е албум помеѓу двајца артисти и еден продуцент. И албумот се вика One More. И тоа се факт не е ни албум, туку е само кратко EP од 3 траки. Но е многу интересно дека е executive produced од Томи Хилфигер и Пата. Два бренда кои што имаат онака добра, мислам, Пата е бренд од Холандија, но има голем презенс во Америка. Томи Хилфигер знаеме што значи за хип-хоп музиката, посебно за Њу Йорк, онака дека ден денес се рока Томи онака многу сега плюс се враќа по традиционалните рапери уште од времето, уште од 90-ти за сега да прави камбек онака со сите тие неизини бои, јакните што ги носат, блузите, рагби джерси што носат, све тоа. И ова е добар шоукес онака бидејќи ете, брендови ко Томи Хилфигер и ко Пата кои што имаат стритвер елементи спонзорираат вакви ствари. Они со овој проект ја најавија и новата колекција. Да. Тоа се дешава и се почесто гледаме брендови ко ALD, I'm Leon Dior, валјда го лупнав името, али нема врска. Исто така кој што е бренд од Њу Йорк, истото го прави со Action Bronson, али ова е прв момент каде што брендот под своето име екзекутив продуст на проектче. Било какво, дали се работи за 3 траки, дали за 5 или цел албум. Многу ми беше интересно албумот, кога ќе кажам албум, 3 траки, колекција од 3 песни, кои што се исто така продуцирани од Alchemist. Ми се свиѓаа многу, ми останаа онака, стварно ги преслушав доста и си реков, окей, ова мора да иде бидејќи е нешто кое што не барем у мој очи прв пат се дешава да два бренда се спојат, направат колекција и си речат дел од ролаутот ќе бидат и 3 песни кои што се од овие 3 артисти. Ми се свиѓа тоа дека бренд дава шанса на артист да го репрезентира нивниот бренд преку музика. Најчесто се музиката е цело време дали преку кампањи, ad campaigns, музиката иде во позадина, али ова е прв момент каде што оригинална музика се креира само за оваа колекција и би бил добар пример и би сакал да видам онака и многу различни бидејќи ова може да се примене на најразлични начини и да биде добар момент онака многу брендови да влезат во музичкиот свет, да подржуваат музика. Не мора да значи дека би било некоја бум бапиш, некоја трап или може на најразличен начин. Така да за ова сум и се надам дека ќе има поише вакви примери. Нешто кое што сум многу среќен за ова. Ова ми е артист на последниот месец. Албумов не знам како го дознав, го чув на стори, имаше некој само лайв, некој имаше ставено снипетче и го имаше тагнато артистов, го отварам на Инстаграм. Ми се свиѓаше првите 10 секунди на сториот што го слушнав и си викам, окей, викам да видам што има. И буквално само што го отворив, сфатив дека има нов албум извадено пред некој ден.
албумов е изваден 22 ноември, денес сме 29, што значи дека 7 дена претходно таман. Албумов се вика Facing the Storm, артистот е Гоја Гумбани, за кој што немам многу информации, но успеав да дознам дека е born and raised у Нью Йорк, више поише од 10 години се занимава со музика, но ова му е прв official релиз негов онака од овој калибар, каде што е соработка со еден артист, со еден продуцент Кима, и ми е еден од подобрите албуми за годинава, можам да кажам, у смисла као на прв лисен онака ме фати многу, ме каптивираше дека има Кој е стилот? бум-бап, сторителинг, Нью Йорк, али малце алтернативен, има многу чудни елементи онака као можам да го споредам со Menger од McNichols на Boldy James албумот онака каде што има многу чудни звуци и таков е малце, не е мрачен, али интересни елементи внатре вклопува, интересен сторителинг, дава добра перспектива, малце е мрачен, али онака ти дава некој реалити чек онака за бидејќи ја дава таа слика на грити Нью Йорк звук, а самиот звук не е грити, не е таков тврд, не е нешто, неговиот вокал е многу низок, дури и на моменти и писклив онака кој што е спротивното на нешто што би рекло дека доаѓа од Нью Йорк, ама сторителингот е таму е продукцијата која што некогаш е бум бапиш, некогаш е онака без луп, без драмс. И онака се викам, окей, добро, ќе ги истражам поише, видов има уште неколку песни, ама ова ми е еден од артистите онака кој што долго време онака немам најдено, немам дознаено некој артист вака рандомо нигде никаде и ми остана многу. Албумов е долг, 12 песни има, 36 минути рантайм, не е нешто премногу и мислам дека вреди да се чуе. Ако има некоја кратка селекција, доколку ви се свиѓа, чујте го целиот албум, мислам дека ќе ви, ако сакате ваква музика, мислам дека ќе ви остане онака усеќавање, бидејќи е карактеристичен албум за тоа што е. И овде нормално Feed the Streets 3, Roddy Ricch, кој што искрено го чув само за да видам докај и што е. И докај? И стои уместо, така? Стои уместо. Ова е ништо ново, го ставив бидејќи чисто за да може и луѓе да чујат, бидејќи не знам, искрено и тоа гледам и на Дискорд, најчесто гледам што се збори и кога ќе искочи нов релиз, само еден човек го поусна, никој не му ни врати никако реакција на се до тоа и сватив дека Roddy Ricch никаде не иде, а гледам и на интервју дека го има, дека си имал ја не би дал пола милион за Roddy Ricch фестивал да ми настапи за сад време, ни еден момент. Не, и се гледа неговиот плейсмент на плейлисти на Spotify и сегде, го нема веќе тој импакт. Тоа се од издавачките куки негови и дел од промоцијата, али го нема ефектот. Го нема ефектот. Не слушаат сами музиката. Ова ми е многу, можам да го поистам. Мислам, окей, ќе речам дека е ова микстейп, дека е Feed the Streets 3. Немам преслушано, мене ми се свиеше албумот кој излезе лани пред крајот на годината. Ми се свиеше тогаш, имам неколку песни што ми остана, али никогаш не успев да ги пуштам и никогаш не успев нешто повеќе да извадам од нив. Да им најдеш место, така, као не останува. Ова ќе го преслушам, али не ме привлекува. И тоа што го слушнав со Lil Durk што е као сингл и претходниот сингл Aston Martin Truck, као ми нема врска, брат. Не е ништо посебно, не. А рачувам дека ја би рекол дека тие се најдобрите песни. Ја би рекол дека тие се најсолидни, најдобро скоцкани песни. Ги претпоставам дека и по насловите може да се види дека се ова синглови, ова е проект. Ова е проектот песни што се наменети да бидат синглови. Па тоа. Blue Cheese, King Size, Heavier, не може тоа да е нешто. И брат, знаеш како е? Number One Freak, не може тоа да е нешто што. Колекција на песни кои што се стаени и се гледа дека фали хемијата, фали таа енергија кај Roddy Ricch. Онака валјда видов дека first week sales е онака 21,000, што во споредба со претходните негови релизи се и многу драстично помали. Добро, окей, доби пласман, 9-то место доби на Billboard 100 за продаени sales, али тоа ништо не кажува за артист кој што е Roddy Ricch, што знаевме каков успех имаше и со The Box и све тоа и како се појави и стапката што е остај. И сега на пример моментов го гледам дека тој сам збори и се буста дека тоа беше баш кога земеш тоа да го правиш, тоа значи дека нешто не чини. Тоа сам да ти кажам, тоа е моментот. Моментот ти кога ќе почнеш со Џо Баден да се караш за колку да зимаш и Џо Баден ти вика дека ја не би ти дал поише од $100,000 и ти да му кажеш дека не, иди погоре, дури не стигнат до пола милион. И за на крај Твитер заедницата и целиот интернет да те клаунуе за тоа и да не ти веруе, за да ти да мораш да бидеш присилен да постнеш
сметка од депозит за $500,000 дека некој те платил за настап, тоаш нешто не чини, нешто смрди. Си градиш кредибилитет на тоа што било. А ти имаш нов проект кој што треба да го презентираш. И ти сега збориш за колку пари си зел, истиот момент и со Lil Pump. Ја имам пари, не значи дека си успешен. Имај ги парите, топ. Свака ти част, ме разбираш, али што правиме со музикава? Истиот момент се дешава и многу ме нервира дека стварно гледав потенцијал од тие трап артисти. Ако еден требаше да одберам, ќе го одберев Roddy Ricch, пошто стварно ми се свиѓаше тоа што го прави. И сега некако веќе го нема, ја нема таа енергија, го нема тој елементи. Ете. Ја преходната недела по грешка се вратив на Rex in the Middle и тие првите гостувања и синглови. Не знам како точно стигнав до тоа. Ја ги ти кажам ја како стигнав. Big Boy. Hit Boy, извини. Hit Boy збореше дека прво Па можда и јас. Дека прво бил цело време имаше еден муавет, ајде многу накратко само ќе го спомнам и ова дека сега ме фати. Hit Boy у целиот муавет сега со King's Disease 3 малце изгледа и он има малце еден его мувмент каде што его движење и ми почна се на некој подкаст беше каде што збори дека не сваќа зошто никогаш нема соработувано со Кендрик. Кај академик го збори тоа, Јас го слушав. Го збори тоа, од таму тие. И дека и тука начна и за вакво. Вика не знам вика зашо вика луѓето вика не продолжуваат вика кога гледаат дека функционираат ствари. И збореше за како се десило тоа, збори дека и дури на овие турнеи 10 години подоцна Кендрик се уште ја настапува Backseat Freestyle која што е негова продукција и е еден од хайлајтите онака дека една од единствените песни уште таа и Mad City дека тие се единствените две кои што таква енергија носат на дури и Family Ties не носат таква енергија на неговите настапи, дека намерно гледал концерти од Кендрик за да видат дали луѓе функционира така се журкаат на новите ствари колку што се журкаат на Backseat Freestyle, дека е уствари не, онака неприкосновен хит, дека е бенгер страшен и вика не сваќам вика зошто се уште никој ми нема reach out на тоа за бит, за да соработуваме за нови ствари кои знаат дека сме имали и така било. Rex in the Middle, Nipsey Hussle бил во соседното студио, тие тука работеле цел ден и као му прошол на Nipsey, ја снимиле песната заедно и била спремна веќе да се вади и све. Ради бил во некој друг ден, во друг момент, Ради исто така бил во видео и као чеј да видам што имаш и му ја пушта нова ствар и овој ми да ја да одма. Еве тие за албумов му ја дал. Така фактички дека не скржаво Hit Boy си дал песна која што знаел дека ќе биде голема со Nipsey Hussle, му ја дал на Roddy Ricch и така уствари и се наоѓа на неговиот албум дека таа песна е земена, веќе постоела, само Ради си го дава својот придонес и ја зема на својот албум дека Hit Boy го има дозволено тоа. Од таму е сето тоа и као Rex in the Middle исто така многу голем хит, многу добра песна. Ги преслушав тие песни, пак си им се навратив и тие песни ми беа многу добри во период кога почнуваше да стагнира оваа музика, али сваќам дека и тогаш ги имаат тој момент на досадност, како се вика тоа. Досадни се. Тоа е досадно е, брат. Досадни се. Репетитивни се, малце онака неинспиративни, брат. Као, тоа кечи звучи, ама кечи нешто кој е прелесно кечи и не е толку добро за надолг рок. Сваќаш? Фер. Дека кога тебе од прва ти влезе, одма ќе ти излезе, после ќе ти здосади. Да. Така да тие моменти онака као има малце стагнација во таа сцена и заради тоа се поише, не сум онака inclined да ја слушам, ги следам артистиве што прават, ги гледам, ги пратам си да ги следам и на Инстаграм, гледам што прават по socials, гледам кај не идат на сите подкасти кај што настапуваат. Тие информации стигаат до мене, али музикава не останува, ме разбираш као и моментот кога ти ќе почнеш, ти кога ќе станеш попознат за тоа што правиш ти на интернет и за стварите што ги збориш на гостување на подкаст, на све тоа, а не за твојата музика, тоа е проблем. Стварно и мене ми е проблем. Пошто тоа го кажи, не ме интересира тие глупи муабети кои што направил трачеви глупости и сега тоа прво кога ќе стигне до мене него ли твојот нов албум е проблем. Тоа е, значи, ова е хайлајт, не е твојата нова музика, брат. Тоа е проблем. Тоа не ми се свија, а се поише и поише се дешава за такви артисти да добиваат да добиваат моменти на виралност, не за нивната музика, туку ли за тоа што кажале некоја глупост што кажале или нешто што направиле на подкаст или на интервју. И тоа ме нервира. И ќе завршам последниве 3 траки, онака му кажав на Дарко, преслушај ги од селекцијава. Тие се 3 песни кои што ги зборевме, ги пуштавме и ги слушавме, уствари утеков на 2 недели. Ego Death од Ty Dolla $ign, FKA Twigs, Kanye West.
ја немав слушнато предолго време и као ова не ни беше мој реквест, Дарко ја пушти од нигде никаде. Кај ја слушна во локал или во станица? Локал која бев. И викам, ле, ја пушти у станица Не се после. сеќавам за тоа. Викам, Локал најверојатно. Локал идеше. И викам, леле, мајсторе, викам, од кај ти текна на песна, као. Брате, Пошто ова е еден, ја морам да бидам искрен, се немам вратено на овој албум уште од која искочи, брат. Песнава ја памтам дека Нема, Скрилекс песнава- се овде и Кање си сите се овде, као. песна излезе пред да фати ковид. Да. И албумов го имаме изборено и на подкаста, го Ја не се слагаме сеќавам- на емисија, али си викам онака као, вау, од кај ја извади песнава, брат. Ја се сеќавам Fake Casual од Србија ја пушти во Белград на Ватра 9 во Дома младине кога пуштавме јас и Панчо, тоа беше последниот викенд буквално пред да фати ковид. 9 март. Добра песна, од таму морам да се надовразам со Get It Together, која што се поише и поише, онака последнава година ми станува онака као пенгерче од More Life и се поише и поише, а вредно е него ли тоа порано, од секогаш сум ја сакал, али сега ми онака има посебно место онака као у мене заради неколку моменти. И Tap Down Chanel 3, која што мислам дека може да се најде и во некој на Дарко следен сет. Пиер Прешер се му правам моментално на подкаст. Треба. Дека Chanel 3 е еден Треба од да тие се спремам. артисти кои што се од новите, али го застапуваат тој стил дека доаѓа од Детройт и е тагов потигнат од хаус музика од секогаш и е диџеј воедно и е артист кој што и рапува на хаус битови, на електронски битови би рекол. И е интересен спој од тие два света, бидејќи се поише и поише го имаме зборено, го имаме заставено како артист на подрадарот. Дамилев се сеќавам дека пишуваше за него. Има проекти поише, има соработки со Тайлер. Стварно е таков алтернативен креативен лик кој што може да се најде на некој таков поопуштен, поопуштена атмосфера, чисто да се види како функционира неговата музика и да видиме од таму, бидејќи добар е, квалитетен е, се уште ќе кажам нема доволно музика за да можеш да истражиш, има не знам 20 на песни, 3-4 проекти се по 3-4 песни. така нешто. И онака и дури некои од проектите се поише за као ремикси од други продуценти, така да требува да се истражи неговата музика, али Goldlink, Chanel 3, такви некои моменти се многу добри, Кейчана да исто така неговата продукција е феноменална и многу добро спаѓа во сево ова. И мислам дека тоа беше одлично онака за да заврши тие три онака се нешто кое што не било на нас двајца во heavy rotation онака и од тие две недели биле инспирирани заради тоа си и стајани таму. Преслушајте ја плейлистата, искрено ја преслушав скоро 2 пати, мислам дека вториот пат не стигнав до крај. Неделата одговараше супер, сега сончево надвор, не знам дали ќе одговара исто така, али ќе се стемни за сад време. Како и да, да. Така да, 6 поручек секако. Пуштете Weekly селекцијата, Weekly Selection Pandemonium Radio. За жал на Spotify имаме 2 профили, бидејќи едниот ни е подкаст профилот, другиот ни е тој обичниот профил на кој имаме плейлисти, не можеме да ги спојиме никако двата. Имаме Pandemonium Radio, Roulette, имаме Weekly Selection, имаме МК сцена која ќе апдетираме за некој ден и Origins плейлистата која остана од лани, сезона 2 и сезона 3 се разбери исто така за да некој нов некој човек што сега научи за Pandemonium и дознае за нашиот подкаст да може тука убаво да ги преслуша сите една по една ако сака да ги провери. За крај, пред да се одјавиме за денеска, да им кажеме на луѓето што спремаме интересно, нешто уникатно што до сега го немаме направено као Pandemonium Radio и као Pandemonium Community. Може. Нешто кое што ние сами, луѓето кои што се дел од Pandemonium го прават веќе ова ќе биде трета година соред, но сагавме и да даеме еден, бидејќи веруваме дека го заслужува тоа. Бидејќи премногу музика се споделува, ја премногу музика имам дознаено, премногу музика имам што сум ја знаела, ама онака ја праќаат и свикам, да песнава постои и имам заглавено на нив. Така да огромна благодарност за нашото Discord community, затоа ова е на еден начин и ние возвраќаме со ова за да се дае и шараут не само внатре во Discord тоа и онака на надвор на нашите socials да можеме да го збориме тоа. Зашто станува збор? Станува збор за нашите annual lists за топ албуми, топ албуми, топ траки кои што искочиле во таа генерација. Нашиот пресек на изминатата година, што слушавме ние подредено во листи направени по наш терк. Да. Според тоа ние што сме слушали, според тоа ние што сакаме да даеме шајн на претходните години, правевме ја Трајчи Никсар првата година,
Втората година направивме ја Трајче, Никсар и Владимир, кој влезе во екипата. Оваа година сакаме да направиме ние двајца се разбира, екипата која работи со нас на Дискорд, Владимир, Флекс, Бист, и се разбира да даеме шестата, таа последната да е главната и таа да биде направена избрана директно од нашето Discord community. Како што кажа Трајче, нашето community е создадено од музички нердови кои постојано слушаат музика, слушаат многу добри ствари и сигурни сме дека ќе добиеме многу добри листи со ова. И плюс сакаме да видиме, збориме полого време дека не ги вреднуваме толку Греми наградите, MTV наградите, BET наградите, појма немам, сите тие глупости. Ова на некој начин не се награди, него е една селекција на музика што слушаат луѓето кои се дел од Pandemonium community, што дури мислам дека има и поубав шмек него таа е една награда за албум. Да, ова е као селекција, еве што ние слушаме и што луѓето кои не обкружуваат слушаат. И тоа е многу добар момент. Се слагам и мислам дека ќе биде и добар онака и шоукейс на еден начин на звукот кој што се онака и поише луѓе ќе бидат инклайн да видат што се слуша во Дискордот, кои се луѓето кои што слушаат музика во Дискордот. И ете, ќе бидат поише и онака за да влезат поише луѓе да влезат во Дискордот онака за да тоа свативме дека има луѓе кои што доста имаат различни мислења онака и цело време многу различни карактери, многу различни индивидуи се внатре онака со своји посебни ставови. И тоа го прави да биде добро онака. Затоа е ова, чисто да видиме до кај сме, да видиме кои ќе бидат најдобрите пикови, така да дечки choose wisely. И само ќе кажеме на кратко дека да ги спомнеме категориите. Има 5 категории. Ајде Дарко, ево. Јас ги гледам тука. Топ 5 хип-хоп албуми за 2022. Топ 5 албуми од други жанрови за 2022. Исто така. Очекувам еден интересен, кој знае колку мешана селекција. I'm all for it, брат. I'm all for it. Мислам дека исто и така многу е битно бидејќи иако доаѓаме од хип-хоп и Дарко слуша страни работи надвор од хип-хоп, јас слушам работи надвор од хип-хопот, така да видиме и на пример и ние успоредба со нив како сме, дали сме поише тука некаде, дали сме многу разлика и нормално е тоа да се сознае и друг вид на музика освен тоа. Може да има се и се што, брат. Да, ова е отворено. 5 најомилени / најслушани песни за 2022. Овде збориме инспирирани од Spotify Wrapped, инспирирани од тоа дека знаеме сите како слушаме музика. Не мора да се тоа најпознатите песни. Кои се твоите омилени, најслушани или омилени песни? Може да е некој албум кат, може да е некоја песна што не се нашла на никаков посебен проект, може да е one-off, може да е онака нешто што тебе ти е длабоко врежено и битно за оваа година, што ти одбележала тебе годината, онака буквално бидејќи и ние така и ги правиме нашите листи. Јас можеби сум поише, јас имам една категорија што се како клубски бенгер и имам омилени песни, бидејќи различни се тие две ствари. И за тука е инспирирано сето тоа баш. Поради тоа направивме следната категорија е 5 клубски бенгери кои одбележаат 2022. Клубски бенгери / големи хитови, да речеме тие под наводници познати песни. Песни кои што сакате да ги чуете у клуб, кои што ги имате чуено у клуб, кои што ви останале, песни кои што ги слушате за пригейма кога го правите сето тоа, све тоа. Значи вас што и да класифицирате како клубски бенгер, дали е песна која што имате чуено во клуб, дали е песна што сакате да ја чуете во клуб, пишете ја овде тоа што вас може да ви влезе во сет во клуб за ваше искачање, без разлика дали е тоа станица, дали е некој клуб било каде во дали е фестивал, што е да е, внесете го овде и кажете ни кои се вашите. И последната топ 5 македонски изданија за 2022. Ова е интересна категорија. Ова исто така интересна, моравме да ја даеме и мислам дека и од овде ќе стартне и тоа и МК сцена да ја освежиме, да ги вметнеме сите нови изданија и да почнеме и тековно да работиме да ја возобновуваме, да ја апдейтираме, да се дава шајн на македонските артисти. Со тоа и да ја стартнеме онака во целости трета сезона. Почнавме, имаме веќе 5 епизоди, ова е пета и да почнеме и сите плейлисти во пол нека да ги тераме и нормално да го размрдаме и нашиот Discord сервер уште толку поише со овие категории. Така да, пак ќе кажам, ова е Discord ексклузив, доколку сакате да учествувате во ова, ве молам линкот во био, влезете во Discord, say what's up, представете се, пополнете ја формата, кажете си го своето мислење. Дојдете за листите, останете за дружбата. Правиме доста ствари, правиме најразлични муавети. Така да, мислам дека Ептен онака овде да не забораваме влага и Spotify Wrapped. Сега знам дека постои тоа Instafest, сите знам дека го направија, така да пуштете го, дропнете го исто и тоа во нашиот Discord. Не бидете странци.
тука сме за тоа и ете. Тера движиме, се поише и поише онака. И мислам дека и овие 2 недели сме многу поактивни и сме проактивни. Поактивни ќе стануваме и сега, ова ќе даде и шанса онака да бидеме и поактивни на самиот Дискорд, така да не знам, ја само уште еднаш можам да ви кажам најголема благодарност за досегашната поддршка и ете се надевам дека и ова ќе ви даде и вас еден фидбек онака да и враќање на енергијата која што ни вие давате нас и да тука сме цело време да збориме за музика, така да ова ќе биде еден одличен conversation starter. И уште морам да кажам, овие ќе бидат бодувани, така да од 1 до 5 подредете ги кои што вам ви се најболje, кои најлоши. И ќе видиме, имате доволно време, мислам дека ќе има од 10 до 2 недели каде што на крајот средината кон месецот во декември ќе се објават сите тие листи и ќе има Discord Community Picks и ќе има нашите традиционални листи кои што исто така се правени, не се сите исти. Значи, знам дека Бист ќе ја земе мојата, Владимир се уште се нема одлучено како ќе ја прави, можеби истата како претходно. Ја од него ја лани земав за топ 10 throwbacks, исто и годинава ќе ја имам бидејќи мислам дека е многу битно онака да се има throwbacks. А мене тоа ми е онака уште еден челендж за си ги најдам сиди, почнав више да запишувам работи. Така да мислам дека за крај на година за 2022, иако ние само што почнавме со нашата сезона, мислам дека е добар момент бидејќи ги фаќаме сите тие сезонски работи кои што треба да се уфатат. Точно се слагам. Тоа беше тоа. Дечки, голема благодарност уште еднаш. Приклучете се на Discord каналот, дајте ги вашите пикс, ги очекуваме. Дојде се и WhatsApp уште еднаш и се гледаме до следна недела, Дарко. Тоа е тоа. Поздрав. Чао, дечки.